советници, по повод историскиот успех синоќешен на градскиот клуб. Потенцирам градскиот ракометен клуб на цел град Скопје, на сите, без оглед на партиска, верска, национална припадност. Вардар е на Скопје, Вардар е дел од нашата историја. Предлагам Советот на градот Скопје на посебна точка да донесе одлука која што ќе побарам потоа службите да ја формализираат, која што се состои од следното: да на ракометниот клуб Вардар градот Скопје даде награда во износ од 6 милиони денари. И предлагам, бидејќи од синоќа јас сум во контакт со управата на ракометниот клуб, она што е добро, успеавме да обезбедиме чартер лет за клубот. Износот е 39.500 евра на авионот, ќе полета во 14.30 во Скопје, ќе слета во 18.50. 18.50 и таман го координиравме авионот за сите безбедносни мерки заради самитот на НАТО да бидат завршени, за да може скопјани слободно да присуствуваат на ова свечаност и свечениот пречек кој што го организираме. Значи, да донесе Советот одлука за подмирување на трошоците за чартер летот, како и некаде сума во износ од 2 милиони денари за организација на настанот на пречекот. Значи, вкупната сума ќе ја ставиме во посебна одлука и барам ова да го внесеме како точка на дневен ред. Момците се добро, момците се многу весели, сме во контакт уште од синоќа со нив. Ова е историски еден успех и да, добрата вест е што во чартер авионот заедно со нив ќе дојдат и водителите од Спорт Арена и ќе можеме заедно вечерва достоинствено да ги пречекаме европските шампиони. Дозволете ми да искористам оваа можност да ги повикам сите граѓани на град Скопје, без оглед на нивната политичка, верска, национална припадност, да бидат дел од таа свеченост и дозволете ми да апелирам до сите навивачки групи, до сите симпатизери, љубители на Вардар, достоинствено, со вистински набивачки песни, без дискриминации, без поделби. Спортот е работа над политиката, Вардар е работа над политиката, да ги пречекаме овие луѓе, да никој не се обиде да направи од тоа ниту политички поен, ниту да направи некаков си проблем, затоа што ваквите работи се една реткост во Скопје, во нашата држава и мислам дека треба спортот конечно да не сплоти сите заеднички. Ќе побарам Советот да донесе ваква одлука со цел да можеме достоинствено да вратиме на нашите херои. Благодарам. Благодарам. Дали на плоштадот, на централниот плоштад Македонија во Скопје, не гледам зашто тоа некој се обидува да прави проблем, замолив да немаме вакви ситни пацки. Мислам немаме совршено никаков проблем. Сакам да дадам јавна благодарност до Телеком, до координаторот на советничката група на опозицијата госпоѓа Ирена Мишева за сите ангажмани кои што ги имаше во текот на вчерашниот ден со цел да обезбедиме да може на плоштадот Македонија, централниот плоштад Македонија во Скопје да се овозможи следење на преносот заради проблемите со авторските права што ги имаше македонската радио и телевизија. Дозволете да ве повикам на вистина сите да присуствуваме на овој момент, дозволете да повикам сите
да бидеме дел од едно навистина европско славие, нешто што не обединува сите околу една убава работа од животот наречена спорт. Благодарам.